предпоставувам дека ова CV, оваа кратка биографија ја поднела господјата Татјана Васич Бозаджиева и ова се видните податоци. Јас читав од тука. Значи јас друг материјал немам, јас на граф не можам да гафам. Тоа што го има напишано, јас тоа го коментирам. И ви кажав дека не гледам врз основ на ова CV дека оваа господја е истакнат правник. Ова што го пишува во Уставот. Дека правните судии се избираат од редот на истакнати правници. Вакви луѓе во држава има илјадници. Анонимна е женава. И ви кажав, она е фантастичен кадар за во администрација на Уставен суд. Во администрација на Уставен суд, во стручни тела, помошни тела, никако не може да му убедите, со ништо, дека е квалификувана да биде уставен судија, со мандат од 9 години. Правник од оваков анонимен калибар. Извинете, не може да му убедите. Замислете, спомнавте како во делот на оваа комисија, како било сменето мнозинството, бил разрешен Фадизен, дали бил избран друг. Замислете, со сета почи затоа што и потекнуваме од исто место, да беше предлогот од калибар на почитуваниот професор Ѓорѓе Маријановиќ. Замислете таков предлог да имавте. Не ви треба мнозинство. Со две раце ви гарантирам дека оваа страна од пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе гласаше. Не ви треба мнозинство, со две раце ќе гласаме. Тоа е консензус што го зборам јас. Кога такви личности кои што за жал имаме се помалку во држава, би ги предложиле за уставни суди, дали ќе се најде еден граѓанин во оваа држава кој што ќе кажеше дека Маријановиќ и неговиот кредибилитет би можел да го уцени било кој или да му го стави под знак прашање. Без разлика на политичкото минато, зборувам кредибилитетот како правник и истакнат правник и трудот кој што го има дадено во оваа држава. Такви личности предложат, а не магистар кој што полагал предмет кај Родна Живковска и ме убедувате Родна Живковска е лоша, ова е мислам банализират. Многу банализират. За начинот на избор споменавте. Ништо не пречеше, колега, ништо не пречеше да го изгласаме консензуално секој кандидат, ако се договоривме кој кандидатите беа со соодветни биографии. Не зборам јас како е пропишано. Да, во Уставот е пропишано мнозинство. Ама тоа не значи дека вие како мнозинство треба да вршите терор врз опозицијата. Тоа не значи дека вие како мнозинство не може да седнете и да разговарате со опозицијата. Тоа не значи дека вие како мнозинство не може да седнете и да се договорите, ајде да видиме кои кандидати може да бидат прифатливи за вас како опозиција. Да зборуваме за квалитет, професионален бекграунд, за такви критериуми да зборуваме. А не за личности кои што се, вие кажавте, во време на влада на ВМРО биле на високи позиции. Па може да ги познаваме овие личности. Лично. Може да знаеме некои работи кои што вие не знаете. И ви споменав. Ви споменав во својот говор. Нема да се правиме сега овдека слепи овдека сите да не знаете дека Нино Тодоров одработува за вас, а дека оваа била во негов кабинет и во негов кадар. Кого ќе правиме овдека будали, нас или граѓаните? Дека истиот тој Нино Тодоров има завршено работа за обезбедување на двотретинско мнозинство и сега му се реваншират. Па не сме од Марс паднати ние во ВМРО ДПМН. И сега ќе зборуваме поврзаност, не била поврзаност, политичка, не била политичка. Па ви се молам, реков, женава со сета почит е фантастичен кадар за администрација во Уставниот суд. Толку. За уставен судија има многу баги да се докажува во живот. Благодарам.